Гевгелија, портата на Европа. Се наоѓа во бојмискиот дел на Валандовско-Гевгелиската котлина или во јужниот дел на Повардарието, веднаш до границата со Грција. Своевремено попатна станица за сите кои патувале кон Блискиот исток, а со изградбата на пругата Солун-Скопје во 1873 станува управно-административно седиште на Солунскиот вилај. Сега Гевгелија е град кој сигурно чекори кон современо место за живот со повеќе индустријски гранки, но туризмот и земјоделието се главните од кои најмногу екзистираат од 22.000 жители на оваа општина. И можем да кажем дека е привилегија да се живее во Гевгелија, било привилегија и на времето, во поранешна Југославија, кога ми се чини, копајки најдов еден податок дека Гевгелија била трет град после Љубљана и Белград по бруто домашниот производ, значи богат крај. Така да и денеска исто е привилегија, бидејќи се развива оноga како што посакуваат и граѓаните и оние кои што раководат со градот, значи да се развива на лесна индустрија, незагадувачка, да се развива туризмот пред се, бидејќи има услови фантастични за развој на сите видови на туризми, почнувајќи од бањскиот па до казино туризмот кој што е актуелен нормално, па до алтернативниот туризам, параглајдерство, маунтин байк и оној руралниот туризам кој што е во мода на запад. Инаку местоположбата е многу добра на општината и на градот, затоа што не само комуникацијата, имаме два аеродрома на раздвоено на 100 километри, Солунскиот и Скопскиот. Имаме Кожув, белите дрови, како што се вели на градот, имаме Доранското езеро во близина 30 километри, значи може да се развива и понатаму, реков, градот во оној правец во кој што е зацртано и од сегашното раководство. Реков, питом град со гостопримливи луѓе, бидејќи нема постари фамилии кои што ќе влезете, кои што нема да ве понудат со традиционалното добре дојде со сладкото од смокви и со чаша вода. Мирно место за живење, без нервоза, без оние лоши работи под наводници што ги носат живењето во големите градови. Во текот на неделата нормално оние шопинг туристи од југот, од Грција доаѓаат, се создават оние нормално движења низ градот, меѓутоа во сабота и недела може да уживате во Гевгелија. Ако сте пак и љубител на велосипедот, може да поминете, да кажем, утринските часови, едно рекреативно возење до Негорски бање, до Вардерски рид, до Динкјут и во утринските часови да не сретнете апсолутно ниеден човек, бидејќи ноќниот живот и стил на работење на повеќето гевгеличани претпоставуваат работа навечер, па преку дента подосна спијат. Инаку, реков, очекувам да и понатаму и се изгради во еден убав европски град со европски стил на живење, кога велам и еколошки да се развива, затоа што од оние работи кои што мене лично ми сметаат е ниската еколошка свест можеби на некои од граѓаните на Гевгелија. Ми недостасува во летниот период базен и на младите им недостасуваат во секојдневните комуникации. Дека се развива Гевгелија преку отворање на повеќе индустријски и угостителско сместувачки капацитети, зборува фактот што оваа општина е со најмала невработеност во државата. Таму речиси секојдневно се бараат работници, најмногу за туризмот, текстилната индустрија, но и земјоделството. Според последните информации од Агенцијата за вработување во Гевгелија, само 871 лице бараат работа, што во однос на останатите општини, Гевгелија ја има најниската стапка на невработеност. Од оние активни баратели за работа, најмногу во Гевгелија се работници без занимање. Своевремено, Гевгелија бил град со многу занаети и постојана раздвиженост на старата чаршија. Сега таму се помалку народ и работи само еден кројач кој, иако во поодминати години, останал верен на традицијата.
Чичко Санде Петров со носталгија вели дека новото време ги прегази старите занаети во Гевгелија и жали што нема кој да го замени. Господине Петров, колку време се занимавате со шивач, со кројач? Овде мислам дека сте еден од ретките занечи во Гевгелија. Јас да ви кажам, од дете, од 67 година, чирак бех, после Калфа, па ме затегна војска и после војската од 74-та на вамо фирма се отвори и до денеска и пензионер сум више. И како е? Има ли живеачкот? Живеачка ја има и тоа супер, али више не се шие, него сега сме више сервисери, гледај, се е тоа за сервис. Патенти, скрати, стесни, спушти и така натаму. И ве има ли многу занечи во Гевгелија? Уште само јас останав со фирма. Нема. Нема. Сите, ево, колегата беше тук до мене, почина на 3 февруар. Доле имаше още двојца, тројца, а кога бев ученик, не имаше доста. Преко 15-20 имаше. Денеска нема. Има 2 жени што работат, али оваа тешката конфекција не работи. Уште сам сум. А освен со кројачници и шивачници, има ли други занаети, самари, калајџи? Нема, се изумре веќе во Гевгелија. Нема ни столари, ни кацари, ни тишлери, нито, кажи ги, калајџи, веќе тие исто тингаџи калајџи. Само берберто што ги има малко, фризерто. Иначе друго, од заначиството, нула. А младите сакаат ли да го научат? Никој не се интересира. Озбилно ви кажу. Нито питат ни ништо, само може да пите колку пари ќе ми дадеш да дојдам да работам. Ајде, ела, викам, што можеш се што знаеш, колку ги извадиш толку. И нема, си замина. Не си гевгеличенец ако не имиш точак. Така ќе кажат жителите од овој град, каде возењето велосипед не е хоби и навика, туку се смета за превозно средство со кое најбрзо ќе се стаса до посакуваната дестинација. Речи си, секој трет гевгеличенец вози велосипед. И млади, и стари. Најмногу за работа, но и за пазарување. Од мала. Од кога сум продана. Зошто го користите велосипедот така најчесто? Па, што знам, тоа како навика веќе ни остана. И побрзо е, за да завршиш работа. Тоа е. Не знам, друго што да На кажам. пазар? И на пазар си одиме и било каде. Дома колку велосипеди имате? 2. Од кога е овој купен? Ова има 12 години. Зошто во Гевгелија сите возат велосипеди? Секој втор, трет. Па што знам, таква ние, мислам, како да кажам, зошто не може во Крушево да се вози? Да. Кај нас е рамно и можеш слободно секаде да возиш. Тоа е тоа. Чичко Ангел, забележувам дека многу гевгеличани возат велосипеди. Зошто? Убаво не е лошо. Многу гузби има, многу собрекаи, мораме со точкови. Кај вас дома колку велосипеди имате? 3. Да. Има 3, ама јас најповеќе возам. Да. А младите? Младите во Скопје, таму и они возат велосипеди. Да. Кога доаѓа тука, тогаш возат. Возат, да. Во Гевгелија секојдневно ги има грците. Најмногу од областа Поликастро. Добар дел од гевгеличани веќе го знаат грчкиот јазик за да ги услужат нашите соседи кои се секојдневна слика по шеталиштето во овој град, но и во угостителските капацитети на Гевгелија. Грците се најчести гости овде во Гевгелија. Ги има секојдневно. Најмногу во четврток, кога е пазарен ден, доаѓаат на шопинг, но и за стоматолошките услуги, заради што добар дел од фирмите своите рекламни надписи овде во Гевгелија, освен на македонски, ги имаат напишено и на грчки јазик. Δεν καταλαβαίνω. Είμαι Ελληνίδα. Ξέρετε να μιλήσετε ελληνικά? No, English, Russia and Greece. Да се биде во Гевгелија, да не се вкуси сладкото од смокви е вистинска штета. Таму секоја година се одржува смоквијада.
каде вредните домакинки од Гевгелија се надпреваруваат кој подобро сладко од смокви ќе направи и да се промовира ова овошје во кулинарството. Радка Гавровска вели дека традиција во Гевгелија е гостите да се пречекат со домашно сладко од смокви и вода за добре дојде. Гевгелија секогаш е позната по смоквијадата, манифестација која што долги години се одржува. Радка Гавровска е покрај нас како домакинка кој што е организатор на смоквијадата, но и прочем домакинка кој што приготвува сладко од смокви од домашен традиционален рецепт. Радке, колку време постојува смоквијадата во Гевгелија? Добар ден за цела јавност. Мило ми е што сте во Гевгелија, мило ми е што пробавте сладко од смокви. Ова е сладко на традиционален, подготвено на традиционален начин. Смоквијада веќе 13 години е манифестација која што обстојува во Гевгелија. Ние како здружение, јас како дел од здруженијето Тера, пробуваме секоја година на гевгеличани, но и на пошироката јавност и посетителите, затоа што таа веќе прераснува во туристичка атракција на самиот град, се одржува последната недела од август месец, кога и изрее питомата смоква во Гевгелија. Во Гевгелија смоквата е многу раширено растение и која беше целта Здруженијето Тера што ја прави оваа манифестација. Единствената цел е значи зачувувањето на културните и традиционалните вредности на самиот град, затоа што Гевгелија живеела и јас памтам по мојата баба дека секој гостин кој ќе биде дојден во гевгелиска куќа да биде пречекан од една смоква сварена на традиционален од питома смоква сладко со една чаша вода. Тоа било за добре дојде од памтивек. За да тој им го пренесеме на нашите генерации и дни, се надевам дека смоквијада ќе обстојува уште многу години. Веќе младите се научени дека сладкото треба да се прави и треба да се негува таа традиција и ние како здружение основна цел ни е тоа. Основна цел, а манифестацијата како манифестација е од надпреварувачки карактер. Имаме надпреварувачи кои што тој ден го изготвуваат сладкото на пиростија во тава на традиционален начин, секој по свој рецепт. Одбираме, секоја година одбираме најсладко, значи на Гевгелија. И тоа е интересен момент, затоа што граѓаните чекаат, се прашуваат другиот ден низ чаршијата, кој победи оваа година, кој победи, затоа е смоквијада се очекува од граѓаните секоја година. Има ли интерес кај младите домакинки да бидат дел од оваа манифестација и тие да приготвуваат сладко смокви? Да. Првите години имавме секогаш учесници од постарата генерација, но веќе има интерес и кај помладите. Имаме многу млади домакинки кои што подготвуваат, имаме машки надпреварувачи кои што подготвуваат сладко и подготвуваат убаво сладко. Смоквата е ваше автохтоно, традиционално овошје овде, ама смоквата може да се користи на повеќе начини. Барем тоа го забележувам на смоквијадата, бидејќи буквално кога станува збор за гурманските специјалитети може да ги имаме во повеќе нијанси, односно во повеќе делови. Значи, за следната 2020, затоа што веќе ние сме, нашиот тим, јас, Тони, Ани и Круни, сме во разговори како да ја збогатиме, значи ќе се понуди на сите ресторани во градот таа недела да послужуваат специјалитети подготвени од смоква. Не знам дали знаете дека оваа година пак пица на светот беше подготвена пица од свежа смоква. Да. Значи смоквата треба да се употребува секаде, не само од неа да се прави сладко, туку она оди во прилог добар со месо, пршута. Кој е марифетот? До што е да биде гевгелиската домашно сладко од смоква највкусно? До што е? До љубовта, до смоквите, до позитивната енергија кај гевгеличани, не знам. Да, значи Извинете, Радке, сите правиме сладко дома од смокви, купени вакви или онакви, но кога ќе дојдете во Гевгелија, буквално едноставно ве мами со погледот, а и со вкусот па да не зборам.
Сладкото од смокви го подготвува секој на свој начин. По некој стар рецепт, па нешто се додава, се одзема, но, значи, цел марифет во сладкото е смоквата од Гевгелија, затоа што ние имаме многу сончеви денови. Нашата смоква е препечена и е многу блага, и е вкусна. И само за крај, дали гевгеличани се сметат за гостопримлив народ? Јас сметам дека се сметаме за гостопримлив народ, затоа што овде кој да дојде пак се враќа. Гевгелија е позната по многу природни убавини. Тука е кожув, смрдлива вода, а посебен белек на кој се горди гевгеличани се и негорските бањи. Сместени меѓу населеното место Негорци и Гевгелија, овие бањи станаа одлично место за одмор, релаксација, но и за лекување. Таму интензивно се градат и реновираат капацитетите, за да може да се сместат повеќе гости, како од земјава, така и од странство. Значи, Негорски бањи е бањско лекувалиште кое обскрбува и туризам и пред се здравствената дејност, физикална терапија. Значи ги обслужува пациентите со физикална рехабилитација и бањско лекување. Значи има плејада на болести кои се лечат во Негорски бањи. Основно се болести на локомоторниот апарат, тоа се сите ревматски заболувања, дегенеративни, не во акутната фаза се разбира. Потоа посттравматски и постоперативни ортопедски случаи, сите невролошки заболувања, гинеколошки заболувања, заболувања на респираторните органи, бидејќи ова е сепак и воздушна бања, гастроинтестинални заболувања кои ги обскрбуваме со пиење на минералната вода. Ми се чини дека премногу имаме задоволни пациенти и по начинот на искажувањето нивно дека со проблеми со желудникот, проблеми со жолчката, проблеми со бубрезите, после пиењето на минералната вода имаат благодетите. Многу е интересно да се каже дека во ова бурно време на со сообраќајни неприлики, повреди на работно место, оперативните случаи, дискус херни, вештачки колена, вештачки колкови, значи сите тие пациенти ги услужуваме во Негорски бањи постоперативно, работиме со фондот. Значи се што се збринува на клиниките, постоперативната рехабилитација со 21 ден доаѓаат кај нас. Ние сме презадоволни затоа што во моментот имаме околу 200 души, иначе просек некој пат доаѓа и до 300 души дневно, заради тоа што толку ни се капацитетите, меѓутоа се трудиме да не ги враќаме пациентите, тоа оди со закажување. Најверојатно благодетот на водата, а и физикалните процедури што ги пружиме, тука се електропроцедурите, сонотерапија, сите термотерапија, магнетна терапија, кратки бранови, се што е во скоп на физикалната медицина и мануелната масажа и секако најпосакуваната кинезитерапија, затоа што кинезитерапијата е таа што го рехабилитира човекот постоперативно, кинези во сала и хидрокинези со надзор на нашите терапеути. И ако ве прашам вака со оглед, претпоставам сте вчера овде. Да, 35 години. Освен Негорски бањи, освен во земјава, позната е надвор? Доаѓаат од страна? Па да, мислам дека е позната. Најмногу пациенти не доаѓаат од соседна Грција. Веќе имаме пациенти што редовно доаѓаат од Косово, да. Тие се пациенти што веќе го осетиле благодетот на оваа минерална вода, а од соседна Грција, тие што се малку подалеку од граничниот премин, ни доаѓаат со полупансион, а тие што се блиску до граничниот премин, пошто 3 километри, знаете, до Поликастро, мислам границата е многу блиску, тие доаѓаат амбулантски и мислам дека се презадоволни и заради цената и заради услугите што се даваат. Гевгелија, како град, најблиску до македонско-грчката граница, последниве години станува мека и за изградба на современи и модерни хотелско-сместувачки капацитети, каде игрите на среќа доминираат. Се нудат разновидни добивки и се организираат различни надпревари во игри на среќа.
Гевгелија последниве години е позната и по казинотуризмот. Ги има околу 10 во ова општина. Најатрактивните се на автопатот пријателство на излезот кон соседна Грција. Огромни брендови изградија овде хотелски капацитети со казина, каде што посетителите може да уживаат во игрите на среќа.